Госпоѓо Бешлиевска, се надевам дека се слушаме, се гледаме. Во живо од Брисел благодариме пред се што одвоивте време, иако знаеме дека денеска е конференцијата на која што имате чест да присуствувате, па може ли малку повеќе информации да дознаеме за каква конференција станува збор? Добро утро, ви благодарам на се она што го правите за подигање на гласот на медицинските сестри. Ви благодарам многу што давате можност на нашето сестринство и на нашата јавност во Македонија тоа што го ветивме како Унија, како Сдружение на медицинските сестри, кога се формиравме пред период од 7 години, да го потврдиме дека го остваруваме полекаво сето она кое што се вели подкренување на достоинството на нашата професија и сето она како што го кажавте за јакнење на капацитетите на професионалците. Ние сме овде во Брисел заедно во тимот допатувавме со докторката Ангелка Јанкуловска, која што е предавач на Високата медицинска школа во Битола, бидејќи како соработник за образовните програми во Унијата и во Сдруженијето е активно вклучена во сите овие специјалистички програми за образование кои што ги негува ЕСНО, Европската асоциација на медицинските сестри со специјалистички студии. Овде во Брисел, во Европскиот комитет, социјалниот европски комитет до Европскиот парламент, идејата е на Европската асоциација на медицинските сестри да проговорат во Европарламентот за одржливите политики, креирањето на одржливите политики за правилната иднина, се со цел за покренување на безбедноста на нашите пациенти, се со цел за креирање на политики за здрава нација. Овде имаме чест да имаме контакти, како што имавме во текот на вчерашниот ден и во текот на денешниот ден со представници на европските асоциации на Сдруженијата на медицинските сестри од многу земји од Европа, представници од организациониот тим и председателот на ЕСНО, асоциацијата со кој имавме средба во текот на вчерашниот ден, кој што беше дел од нашиот меѓународен конгрес во Македонија, и ова наше присуство овде е само резултат на сите дела и на сето она кое што Унијата и Сдруженијето го постигна и го работи во изминатиот период, а европските асоциации го забележаа како такво. И затоа нашето место денеска е овде во Европскиот комитет, во Европскиот социјален комитет, како дел, како членови од Европската асоциација на медицинските сестри, и е многу важно и јас сум пресреќна да истакнам дека ние овде сме за да ги добиеме акредитациите за регионалната конференција на Европската асоциација на медицинските сестри, како здружение, како Унија која што доаѓа од една се уште не европска земја, да ги добиете сите овие на некој начин доверби за да бидете организатор на ваква идна регионална конференција, значи дека нашето сестринство во Македонија покажа колку многу сака да се образува, колку многу има едукативни настани на високо ниво, колку тоа целата Унијата и Сдруженијето е постигна во изминатиот период со целокупните активности и колку тоа е забележано од европските асоциации. Да, европскиот здравствен сектор се сочува со бројни предизвици, со кои најмногу ќе биде истакнато на разговорот на конференцијата, со какви предизвици најмногу сестринството е исправено и ќе биде исправено и оваа 2025 година. Ве прашувам во контекст на тоа кои позитивни практики ќе се превземат, ќе се слушнат за да може да се подобри состојбата и кај нас? Така, значи ставен е акцент на глобалните проблеми, каде што меѓу другото, нели, на прво место е старењето на популацијата, комплексните коморбидитети кај населението, каде што веќе сестрите од општа нега и грижа не можете да ги произведувате во образовниот процес и треба да се следат современите технологии кои што ги следат патем коморбидитетите и потребите на нашите пациенти. Глобалниот и важниот проблем е индексот на Светската здравствена организација кој што го наметнила со пристапот на здравствените услуги за нашите корисници и за нашите пациенти, следењето на современата технологија на дигитализацијата, како и персонализацијата, односно автономната професионалност на медицинските сестри на работните места, каде што специјалистичките студии се тие кои што на медицинските сестри им овозможуваат да имаат конкурентност по специјалности. Како тоа што го истакна овде во текот на вчерашниот ден председателот на Европската асоциација за време на нашата средба, дека сега медицинските сестри знаат за што конкурираат. Нивните конкурси не се повеќе во болниците во домен на општа нега и грижа, туку се во специјалности, со тоа што целите се кон субспецијалности, како што се перфузерските и другите некои субспецијалности на медицинските сестри, кои што не се повеќе и не можеме да кажеме дека се алка во здравствениот систем, туку се суштинскиот чинител во здравствениот систем и во покривањето. Значи ефикасноста на болниците и ефикасноста во лекувањето на пациентите апсолутно зависи од високопрофесионалната и стручната нега која што медицинските сестри
ја пружат. Меѓутоа за сето тоа е потребно образовниот процес да ги следи компетенциите на медицинските сестри. Затоа медицинските сестри треба да се образуваат и да се инвестира во нив. Акцентот ќе биде ставен апсолутно во тој дел дека специјалистичките студии се многу неопходни за медицинските сестри за да се следат сите трендови на современата технологија во специјализациите и во сето она кое што треба да го испорачат по основ на компетенциите во болниците, каде што е автономната професионалност и најголем акцент е ставен на озаконувањето на автономната професионалност, каде што секоја одговорност на медицинските сестри треба да има озаконетост и треба да бидете одговорни во таа компетенција која што работите, како што беа истакнати некои конкретни нешта, на пример давањето на трансфузијата и некои други компетентитивни, вака попластично да објаснам компетенции на медицинските сестри за кои вие треба да имате закон дека можете да ги понесете како работна задача и треба да бидат озаконети како такви. Тука се става акцент на тоа дека овакви персонализации на компетенциите на медицинските сестри понекогаш малце и се збунувачки во делот на синдромот на согорувањето се најбитни за сестрите, бидејќи не е баш едноставно се тоа да го превземете. А ние сега во овој момент ги имаме овие компетенции и работни задачи, меѓутоа интенцијата да бидат следени со специјалистичко образование, да бидат заштитени со образование, со високо професионални медицински сестри и акцентот е ставен на сестрите во образованието во научните студии, каде што сестрите ќе треба да си го добијат апсолутно правото на предавачи, посебно на здравствените неги на факултетите за медицинските сестри, каде што ќе се остваруваат преку своите научни студии, магистерски студии, докторски студии и така понатака. Тоа не е во Европа, го имаме во сите европски факултети и школи за медицинските сестри, каде што меѓу другото имате стандарди каде што за да ги предавате негите од сите специјалности на било кој овој предмети треба пред се прво да сте медицинска сестра, а потоа да се надградувате со образовниот процес понатака. Така да ако направиме една паралела за тоа каде сме ние во моментот по однос на сето ова кое што го слушаме и гледаме, односно и треба да го пресликаме од европската директива кај нас во Македонија, која што е многу јасна и зборува за тоа дека од 4600 образовни часови за медицинските сестри, 1/3 треба да бидат практични и тоа многу пати сме го кажале дека 1 грам пракса заменува можеби 1 тон теорија, е многу важно нешто, треба да дадеме посебен акцент на тоа, а таа практична настава во болниците треба да ја водат и да ја менторират медицинските сестри. Така да овде се случуваат нешта кои што го градат тој лик, имидж и дело на таа европска медицинска сестра, за која што ние како Унија, како здружение, во Македонија работиме со нашите стратешки програми и нашите визии и мисии се баш во тој дел каде што сакаме да придонесеме на здравствените структури на целокупниот наш систем, да поставиме едни политики за одржлива иднина, каде што треба да имаме мисија, визија, цел за бројките, стандардите на медицинските сестри, инвестицијата во нивното образование и сето она кое што треба ние да го направиме за нашите корисници, прво пред се во промоцијата и превенцијата на здравјето, а понатака за нашите пациенти како пациенти во делот на лекувањето и во делот на рехабилитацијата и што се вели олеснување на маките во последните години, последните денови од животот. Медицинските сестри се секаде во секој сегмент и ова време на општа медицинска сестра, Европската асоциација која што сака да ги умрежи униите и асоциациите на медицинските сестри од регионот и Европа, има за цел да ни овозможи преку сите нивни достигнувања до сегашни пред се во образованието на сестрите, да ни овозможи и на нас, кога кажам во паралела, да се најдеме во овој дел. Ние ги имаме специјалистичките студии во овој момент во Македонија, меѓутоа има многу нешта кои што треба да ги променуваме во делот на мисијата, визијата и стратегијата за понатамошното развивање на професијата, се со цел на подигање на вредноста на пациентите. Благодарам многу ни издвоеното време. Медицинските сестри имаат централна улога во здравствениот систем и вие сега со вашата заложба и се она што правите ги менувате, работите на подобро, се разбира, отварате еден пат за помладата генерација која што треба да ја наследи вашата работа, но со оглед на вашата заложба во подобри услови. Благодариме за ова јавување, благодариме за одвоеното време.